Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва полесно се дише во Скопје, но и во останатите поголеми градови во земјава, чии жители вообичаено се гушат од енормно загадениот воздух во овој период од годината. Велам, денеска состојбата е малку различна од поинаку, благодарение на временските прилики, пред се на северниот ветер и на дождот кој што го изфилтрираа на некој начин чадот и ги растераа ситните честички прашина кои се штетни за здравјето на луѓето. Граѓаните се во очекување на конкретни мерки од надлежните. Голем број од новоизбраните градоначалници во кампањата ветуваат чуда кога станува збор за аерозагадувањето и најавуваат дека имаат готови стратегии за справување со овој проблем кој од година во година станува се посериозен. Сега гледаме дека допрва ќе се прават анализи, па ќе се изготвуваат стратегии. Сваќаме дека аерозагадувањето е наш заеднички проблем, но дека темата се злоупотребува во политички цели. Иако за политичарите тоа е разбирливо, зачудува молкот на големиот број невладини екологисти и граѓански активисти, кои во изминатите грејни сезони со право душа им вадеа на надлежните и бараа резултати. И сега повторно се труеме, но многу од невладините на кои животната средина им беше во фокусот се преориентираа на други теми од цивилниот сектор. Во секој случај, во наредните месеци, апликацијата Мој воздух на смарт телефоните и мерните станици ќе бидат меѓу најгледаните содржини. Наш прозорец кон светот, врз основа на кој ќе одлучуваме дали да излеземе и да прошетаме надвор или да ги слушаме советите на градските власти и да останеме дома, како превентива. Во меѓувреме, здравствените биланси ќе се полнат со нови случаи на заболени од респираторни болести, а амбулантите и болниците со пациенти на кои им е потребна помош. Еве, ова беше подолга најава место вовед во вечерашнава емисија на ТВ Нова. Тема е, како што можете да претпоставите, аерозагадувањето. Пред да ви ги представам гостите, да слушнеме каков е квалитетот на воздухот вечерва. Најновите мерења ги има колешката Андреја Сибиновска. Андреја, кажи ни на која локација си во градот и дали воздухот мириса на чад или пак се чувствува свежина во оваа дождлива вечер? Да, Горан, екипата на телевизија Нова во моментов се наоѓа во најзагадената општина во Скопје, тоа е општина на Аеродром. Се наоѓаме во близина на населеното место на Лисиче, каде што пред само неколку дена беше измерена и највисоката загаденост во воздухот, односно PM10 частичките достигнаа до 500 микрограми на метар кубен, нешто 9 пати над дозволената граница на 50 микрограми на метар кубен. Она што може да се забележи токму денеска, дека воздухот е почист, не мириса на чат и дека денеска можат слободно граѓаните да дишат почист воздух за разлика од претходните 15 на дена. Апликацијата Мој воздух, како што ја спомена и ти, се чини дека токму во овој период, како на интернет, така и на мобилните телефони, е една од апликациите која што е најпосетувана од граѓаните со цел да видат каков е воздухот со оние сите мерни единици кои што се поставени од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. За тоа каков е воздухот, денешната апликација што може да ја видат на гледачите, дека токму на апликацијата денеска за среќа покажува на сите мерни единици е обоена со зелено, односно нема на загадување или ниско на загадување на воздухот. Во моментов во Лисиче PM10 частичките се на последните мерења кои што се направени пред само 1 час се достигнуваат 26 на метар кубен, што се нешто помалку од дозволените. Во Гази Баба загаденоста е на 15 PM10 честички и оние што се клучни градови, односно на Битола, достигнуваат 13, Тетово се уште се до малце со повисока стапка, меѓутоа 40 пак е под дозволената граница на PM10 честички. Тука е она што во текот на вчерашниот ден се забележа дека е енормно загаденост и покрај воздухот што беше во Скопје за малку прочистен со ветерот и дождот. Во Кичево беше градот кој што постигна до енормна загаденост на PM10 честички до 200 микрограми метар кубен, меѓутоа во денешниот ден и Кичево е под дозволената граница, односно тука загадувањето е на 43 PM10 честички на метар кубен. Апликацијата Мој воздух во секое време се направат мерењата, односно на неколку часа се мерните единици покажуваат каква е загаденоста на воздухот. Може да се каже дека на денешниот ден, меѓутоа и во текот на вчерашниот ден, граѓаните можеа слободно да излезат од своите домови да прочитаат, бидејќи на вистина на загаденоста беше намалена не благодарение на надлежните, туку благодарение на ветерот кој што беше присутен и секако на дождот.
2 недели од стартот на паѓањето на температурите, почетокот на најавата на новата зима, повторно истиот проблем аерозагадувањето, карциногените PM10 честички беа присутни скоро секаде во општините во Скопје, меѓутоа и во останатите градови. Токму е тоа она што стравуваат сите граѓани, она што се апелираше од страна на граѓаните, дали ќе се реши проблемот. Некој од нив вела дека сепак треба конечно да имаме почист воздух во градовите. Надлежните институции, според последните информации, се уште се договараат за тоа кои мерки ќе бидат превземени, ги предлагаат сите оние од Министерството за економија, меѓутоа и од Министерството за животна средина и просторно планирање, се уште ги предлагаат мерките за што конкретно ќе се превземе. Граѓаните во исчекување од град Скопје, градските власти со препораките пред известен период, како од претходната година, така и ова. Препораките до граѓаните беа да не излегуваат од своите домови кога загаденоста на воздухот е над нивото, доколку тоа е неопходно, да користат повеќе јавен превоз, доколку станува збор за возилото, да не го употребуваат доколку не е непотребно, и во возилото да се возат повеќе лица, не само едно, да огревното дрво да го користат како начин за затоплување на домовите, а не за оние отпадни материи кои што го загадуваат воздухот. И денеска последниот новитет од страна на град Скопје е дека ќе се продолжи мерката која што беше и во текот на претходната година, а тоа ќе биде субвенционирање на печките на пелети, со цел оние домаќинства кои што се греат на огревно дрво да ги заменат своите печки со пелети. Меѓутоа, проблемот со загадувањето секако е проблем кој што се уште отварам, има многу прашања, малку одговори, кој го загадува воздухот, од каде се загадува воздухот, дали тоа се автомобилите, домовите, со оглед на тоа дека токму во овој период граѓаните се изложени на PM10 честичките кои што секојдневно ги полнат клиниките, особено клиниките за белодробни заболувања. Денеска Горан, она што може да го видат гледачите, меѓутоа и апликацијата Мој воздух покажува дека воздухот е чист, и се надеваме дека во оваа ноќ што престои, меѓутоа и во наредните денови ќе биде чист, и додека временските услови останат вакви како што се сега. Горан. Андреја, ти благодарам за овој обширен извештај. Ете, како што слушнавме, се уверивме и сами од апликацијата, разбравме дека денеска вечерва воздухот е чист, престана и дождот, значи идеално за прошетка да ги освежиме белите дробови. Ако сепак решите, почитувани гледачи, да останете дома, тогаш останете на оваа фреквенција, слушнете кои ќе бидат вечерашните гости, и на оваа тема ќе дебатираме со Сонја Липиткова, универзитетски професор, поранешен државен секретар и заменик министер во Министерството за животна средина, Елмина Абдулахи од навладината организација Мајка и дете, која се занимава со проблеми од сферата на животната средина, и доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје и влијание на животната средина врз здравјето. Дами и господа, добре дојдовте во студиото на ТВ Нова. Добро ве најдовме. Господи Абдулахи, вие вечерва дојдовте од Тетово во студиото на ТВ Нова. Дали и таму вечерва полесно се дише? Сигурно да. Се дише малку полесно заради дождот. Заради дождот или заради тоа што не работи југохром? Чека овакво провокативно прашање. Заради дождот е малку подобро денеска, а заради тоа што не работи југохром, цела година ние дишевме 60% помалку загаден воздух од разлика на другите претходни години. Ако сакате точно во бројки да ви кажам, имаме и графикон тука што може јасно да се гледа. Од 2010 работи југохром и одма од 2010 се приметува покачување на годишно ниво на загадување. Значи може ако не гледат гледачите, може да зборувам, гледате 2010 одма се покачува горе загадувањето. Значи од 70 на 150. Кој го правил овој истражување, извинете? Овие податоци се земени од Министерство, значи официјални податоци, само што е направено, овие се наши апликации сами, исто како што е и Мој воздух, за да може да направиме полесно статистики и да пратиме. Така. Да. Не ќе завршам, само и се извинувам. И после 2012, 13, 14 и 15, како што гледате, 1500 до 1400 тука се движи, значи горе дели имаме, 130, 140, 150 во зависност на климатските услови, додека во 2016, кога југохром само 4 месеци не работеше, значи од 150 одма 30% имавме помал загаден воздух,
што значи е 97 годишно ниво, и во 2017 кога уопште не работеше, значи цела година, сега моментално годишно загадување имаме 53 PM честички на метар кубен. Значи ова е годишно загадување. Уште еден детал што е интересно, додека работеше Југохром, значи во тие години ние имавме буквално 350 дена загадени, значи над 50. Сега ова година е прва година што ние имаме само 100 дена што е над 50 загадување, 50 PM честички да не повторам. Добро, ако е само Југохром Значи, проблемот, тогаш колатерална штета остануваат луѓето без работа, ако тетовци си го решат проблемот. Не, сигурно не е само Југохром, мислам свесни сме ние дека не е само Југохром. Апсолутно се слагам со вас, имаме и други проблеми, го имавме и депонијата и таа моментално е решена. Ајде ќе зборуваме за себе текот на вечерта, да Може дадеме збори на Александар, Сигурно, доктор Митов и на професорката Липиткова. Доктор Митов, вие со вашите пациенти ги советувате во оние чадливи, магливи, сиви ноемвриски денови кога загадувањето е над нормалната, да не излегуваат од дома ако немаат посебна потреба, но сите мораме да правиме компромиси. Имаме обврски, нели? И еве и вие Така е. излегувате. И како да го заштитиме здравјето во овие неколку месеци додека е така како што е? Поентата е да не се излегува колку што е можно повеќе. Значи тоа е простото правило. И ако ме прашуваат, честопати луѓе ме прашуваат кој е долниот праг или колку минути или сати човек треба да биде надвор за да не ги почувствува последиците. За жал, науката е тука мощна и ригорозна и вели дека уште на 21-та минута на изложеност на таков воздух, веќе во крвта се приметуваат одредени параметри кои што укажуваат дека процесот на воспаление на крвните садови, на највнатрешниот слој на ендотелот започнал. Така што не можеме да зборуваме за тоа колку кратко. И очигледно и неколку минути се проблем. Но А дома е чисто? вообичаено дома не е чисто. Вообичаено воздухот дома, наспротив воздухот надвор, е 3 пати во просек, 3 пати позагаден од што воздухот надвор. Но тоа е во нормални услови. Ние моментално не живееме во нормални услови и загаденоста надвор е енормно повисока и заради тоа воздухот надвор сега е почист отколку воздухот внатре. Воздухот внатре има проблем од прашина од мебел, од самите апарати кои што се присутни додека работат и тие ослободуваат гасови, така што во принцип очекуваме од аспект на јавното здравје дека домашниот воздух би требало да биде позагаден. Но кога имаме вакви енормни загадености, тогаш дефинитивно надвор е позагаден. Значи, кога ќе биде 3 пати над дозволената граница, она ниво на PM10 и PM2,5, тогаш е еднакво дали сме дома или... Добро, тоа е грубо кажано, да, се разбира. Господи Липиткова, вие професионално како универзитетски професор, но и по должност како државен секретар, претходно и како министер, заменик министер за животна средина, се бавевте со оваа проблематика. Што и се случува на Македонија во последниве години? Зошто нарасна толку енормно загадувањето, особено во последниве години, или претходно не знаевме дека е така? И зошто не се можни побрзи и поефикасни решенија? Република Македонија мерниот систем го воведе да функционира 2007 година. Што се случувало претходно, какви биле податоците во услови кога фабриките работеа со пол капацитет и со поголем број на вработени, во услови кога немале вградени филтри, во услови кога поголем дел од населението се греело на дрва или не се водело сметка на тоа каков е типот на огревот, многу повеќе јаглен се гореше. Во тие временски периоди во Република Македонија не се мерело за жал, и не може да ги споредуваме тие податоци затоа што немаме реално параметри на основа на што ќе можеме да дебатираме дали некогаш била подобра состојбата или сега е подобра состојбата. Меѓутоа е важно за една држава сериозна која претендира кон Европската унија да има мониторинг и тоа воспоставен мониторинг на поголем дел од територијата и да може со тој мониторинг да ги добива податоците за да преземе мерки и за да донесе препораки. Со тоа таа се грижи за најсветото нешто, а тоа е здравието и животот на своите граѓани. Од тие причини мониторингот почна со одредени проблеми да функционира 2007 година. Како заменик министер имав
чест да на некој начин ние го воспоставиме како таков. Со поддршка на Европската Унија беа набавени станиците, да можеме да екипираме тим кој што со тоа ќе работи, тој тим да се остручи, да се обучи, и тоа воопшто не е ниту краток, ниту лесен период, за да може да се формираат возила, лаборатории, тие лаборатории да се стават во функција и да даваат резултати кои што ќе бидат адекватни од тоа да се носат одредени заклучоци. Бидејќи неблагодарно е да имате податоци, тие податоци да не се засниваат на реални факти и со тоа да излегувате пред населението и да стварате забуна. На основа кога тоа го направија во Министерството за животна средина беше направено, почнаа да се работат секторски студии за воздух, затоа што беше донесен законот за амбиентален воздух, и тие студии некој ќе каже бавно се работеа или треба 1 месец или 3 месеци. Дури имало колеги во владата во која што сум била, кои што заедно со Александар ни рекле ајде за 3 месеци излезете со одредени податоци. Сериозен професионалец тоа нема да го прифати и јас не сум го прифаќала, бидејќи за да се излезе со релевантни податоци треба да се има мерења најмалку 1 година, најмалку зборам, затоа што Европската Унија нема да ви ги прифати. Добро, тука ќе прекинам. Македонија има проблем со загадениот воздух неколку години назад. Да, еве сега имаме нова гарнитура на власт која, дозволете ми да го завршам прашањето, кога од позиција на опозиција велеше дека има решенија, има стратегии, сега гледаме дека некои решенија се носат, но тоа не е доволно, односно нешто не е доволно, туку не го решава проблемот. Значи Македонија имаме повеќе од 1 година време и да измериме кој го причинува најголемиот проблем кога станува збор за аерозагадувањето, дали е тоа индустријата, дали е сообраќајот, дали е грејењето, дали се лошите урбанистички решенија. Имавме време да направиме стратегија. Сега имаме нова гарнитура која вели дека има стратегија, не гледаме ефекти нема. Стратегијата е направена од старата гарнитура и тоа не е направено од политичари, направена од експерти, домашни и странски, во која што беа вклучени поединци, речиси од сите градови каде што загадувањето беше големо, од град Скопје, од останатите градови, и што поважно беше поддржано од Светската здравствена организација и беа вклучени сите министерства релевантни за да дадат одговор на тие прашања. Меѓутоа морам да вака да прашам, кој придонесува најмногу за аерозагадувањето? Тоа сакав да го кажам. Во делот на загадувањето, кога се даваат параметрите, има концентрации на сулфур диоксид, концентрации на NOx, соединенијата, тоа се азотните оксиди, и концентрации на PM честички. 10 и 2,5 кои што почнаа да се мерат последните години, на одредени станици се постави да можат и да тие резултати. Самите граѓани, ако ги следат состојбите години на назад, се гледа дека загадувањето почнува во месеците кога почнува загревањето. Грејната сезона. Од друга страна морам да истакнам, јас постојано тоа го слушам и морам да потенцирам кон граѓаните. Се вели канцерогени PM честички. Не секоја PM честичка е канцерогена. Таа PM честичка има свој радиус, таа затоа се вика едната 10 микрограми на метар кубен, а другата 2,5. Тие различно делуваат и различно делуваат на респираторниот систем и воопшто на другите органи на телото. Оние PM честички, кога ќе се направи хемиска анализа, а тоа го имаме направено и докажано, имаат полнеж внатре со тешки метали, органски компоненти кои што не се добри за насето здравие. На тие мерни станици треба да се преземат интервентни мерки. Тоа се тие кои што се, еве да истакнам, докторот повеќе за тоа ќе каже, кои што имаат можност да се канцерогени, односно да предизвикуваат низа на болести кои што се опасни за здравието. Во такви услови кои се мерките што треба да се преземат? Во такви услови треба да се види, ако се тоа фабриките. Јас затоа поддржувам и до крај го поддржував тој концепт фабриките да се усогласат и ако имаше барање да ги продолжат мерките на приспособување со оперативните планови до 2019 година заради низа нивни барања, економски оправдани, криза и така натаму. Меѓутоа, поранешната влада застана на тој пат и единствено што дозволи тоа беше Макстил за 6 месеци да го пролонгира и на Југохром, иако во тој период додека работеше, одредени печки беа затворени, капацитетот беше намален за 50%, бидејќи не е исто ако работат фабриките под несоодветни услови.
тие тогаш влијаат на полнежот да биде внатре, да има одредени тешки метали. Поради тие причини претходната влада не излезе во пресрет на операторите, иако тие имаа силни барања и притисоци, туку кажа до законскиот рок од 1 април 2014 година сите мора да се усогласат без разлика колку тоа нив финансиски ќе ги чини, затоа што здравието на граѓаните, заштитата на животната средина нема цена и тоа тие мораат да го направат и го направија. Ние сега гледаме дека веќе во Макстил нема црни чадови, шаржирањето се води по најсовремени технологии и токму затоа граѓаните на Газибаба и останатите општини во Скопје од тој аспект немаат опасност. Сакам да ја прашам нешто господи Абдулахи, но претходно треба да направиме пауза за реклами. Останете на Трема Нова. Еве на назад во студиото продолжуваме со емисијата Градот под шара, една од најубавите планини не само во Македонија, туку на Балканот и пошироко. Има проблем со нечист воздух, некогаш во летните месеци дури со чиста вода за пиење. Многу работа за вас, екологистите од ТЕТО. Да. И на ова прашање само да надоврзам уште едно. Кај ви се колегите невладините од Скопје, екологистите, некако се помолчаливи од лани? Не, и тие тераа политика или? Не е вистина тоа, не е вистина тоа. Напротив, уствари уште од кога беше претходната влада, ние не дека сите локално, значи сите еколошки друштва локално действуваме, напротив тоа, не дека не сме активни, тука сме, сега сме уште поорганизирани. Се имаме една коалиција, значи сите активисти, што се ни сите градови низ Македонија, имаме една коалиција заедничка, што се вика коалиција О2. Значи, во локално ниво пак си тераме сами, туку во државно ниво се обидуваме сите заедно, значи, за да биде тоа по-сериозно и повеќе информации имаме нормално, бидејќи има повеќе луѓе што работат на тоа. И што мислите за новите мерки што ги преземаат новите власти, како и локални, така и на централно ниво? Па уште не гледам резултати, уште не се... Не, за мерките. За мерките се исти. За мерките се исти. Ако на другата се ја види, не сум тука да осудам како беше претходната влада или како е сегашната влада. Тоа мене апсолутно не ме интересира кој е на влада. Јас сакам да дишам. Ако за 10 години, како што се мери, од кога се мери, има загаден воздух и не успеале да го решат проблемот со тие мерки, не ми се верува дека ќе се реши во овој период. Но апсолутно, значи без разлика било кој да доаѓа и не знам и татко ми да доаѓа на власт, ја пак сакам да дишам чист воздух. И вие дишете исто, и вие кога сте биле на власт исто сте дишеле. Значи ова не е нешто, мене многу ми смета тоа кога се политизира нешто што е многу есенцијално. Мислам, нема смисла да одиме да направиме политика со здравието на нашите деца. Мислам, тоа е многу ниско за мене персонално. Било кој да биде на власт, било кој какви мерки да превзема, ние треба сите заедно, буквално сите граѓани со сите институции, луѓе, децата не умираат од тоа. Мислам, ова не е шала. Не може политички маркетинг да се направи со ова. Ова е многу сериозна работа. Јас така сериозно ја сваќам, не знам, можеби еве докторот знае подобро од мене. Јас сама имам... Но факт е дека работата многу се политизираше. Многу се политизира и се имавме политички поени од тоа. Имавме толку голем политички маркетинг пред избори, што не знам, никогаш порано не се спомнало загадувањето толку многу колку сеа. Бидејќи тоа, мислам дека тоа е најосетливиот дел на граѓаните, бидејќи здравието децата на нивните, мислам, здравието на нивните деца. И да се игра со такво нешто, мислам, и тоа да се употребува за политички поени, за мене е многу ниско. Било кој и било каде да биде. Мислам, ова е сериозна работа, сите треба сериозно да се вклучиме да најдеме решение. Господи Липиткова, вие имавте впечаток лани кога бевте на позиција дека се злоупотребува загадувањето, нешто што стварно не погаѓа сите во политички цели? Во политички цели. Видете, јас секогаш сум сакала екологијата и заштитата на животната средина да биде високо на приоритетите на било која партија. Меѓутоа, не тоа да се користи популистички и во цели, токму во најчувствителниот сегмент, а тоа е животот и здравие на граѓаните. А тоа овие локални избори се употреби. Тоа беше чист воздух, ќе донесеме чист воздух, децата умираат, а ние се соочуваме да после еве во екот на грејната сезона ги имаме истите податоци и ги даваме истите мерки.
Дури се еднаш се нашалив со еден пријател, викам, зошто не се наполни некакви садови со чист воздух, па сега барем да беа пуштени, ако веќе се немало стратегија и студија како тоа да се прави. Значи, ние како држава имаме и луѓе и експерти и знаеме од каде доаѓа загадувањето. Меѓутоа, мора да кажеме дека, и тоа беше кажано, ни за емисии на тоа, дали информативни, во континуитет и експертите и луѓето од Министерството и вработените, кои што не се политички активни, кажуваат дека тоа почнува со грејната сезона и дека клучен е типот и квалитетот на огревот што го користат граѓаните. Во таа смисла не очекувате резултати да даде онаа мерка што се најавува дека од година, односно за неколку месеци ќе стартува таа мерка дека не сите возила, односно оние постари возила кои повеќе загадуваат, не ќе може да се возат во деновите кога се ова експертски го загадувањето кажувам, алармантно? јас не кажувам дека не треба да се дават мерки, дека секој минимум процент во намалување на загадувањето, ако се каже од каде доаѓа, е важен да се намали. Меѓутоа, оние што се разбираат во оваа област, ако сообраќајот е клучниот фактор, во мерните станици сега во Карпоши тоа се мери. Зошто концентрациите на NOx што ги има во Париз големени, во Лондон, во големите метрополи европски, каде имаме многу возила, многу повеќе од тука, зошто таму NOx е зголемено, а во Македонија не е? И уште еден податок ќе надоврзам нова, во викенд, во време на викенд, кога најмногу се возат возила, а кога најмногу луѓето седат дома, загадувањето е поголемо од работните денови. Филтрите, кои што во лабораторијата на мојот факултет се испитуваат, затоа што таа е единствена акредитирана во државата, од реномирани експерти покажуваат, ако го земете, јас ја жалам што така наеднаш се договоривме, можев тоа пред камерите да го покажам, чиста жгура, чист карбонат што доаѓа од огревот. 90 и кусур проценти филтрите, седиментот што е од филтрите е жгура. И ние, секој што работи на таа проблематика му е јасно. Тука треба да се лоцират мерките. Тука државата системски треба да лани приде. стартува или преклани субвенции за грејење Тоа со е пелети. нешто што како претходна влада ние го предлагавме врз основа на темелни анализи. Како да се обезбедат пари, како да се тргне во тој процес и како да се субвенционира. Јас не верувам дека сите граѓани во тој процес ќе тргнат и не можеме ние на граѓаните во една економска состојба, ако некој се наоѓа да не може да се грее на нешто, да му кажеме мораш да го сопреш греењето на јаглен или на улје, тој мора во домот на своите деца да обезбеди топлина. Меѓутоа мора да му помогнеме. Од тие причини беше тој да стартува тој проект субвенционирање на печки на пелети и пелети. Субвенционирање 50% од цената на пелетите. Меѓутоа, тука би повикала и до нашите трговци. Немој сега во идната година да се соочиме кој ќе почне да се субвенционира, да се зголеми цената на пелетите и на печките, отколку да се намали. Многу пати ние се соочуваме и со тој проблем и еве од вашата емисија апел да се намалат цените затоа што повеќе ќе се продаваат, а не да се зголемат и тука да ќариме. Ќе ви давам уште неколку податоци и потоа шанса да елаборирате на тоа. Речи си 2/3 од населението во Македонија, односно 62% се греат или готват на дрво. Овој процент е драстично поголем во руралните средини, до 90% каде употребуваат дрва за огрев, за разлика од урбаните каде дрвото како енергенс се користи половина од домаќинствата. Значи во Скопје можеме да земеме дека 50% од домаќинствата се користи, па немаат сите, значи 25%. Па не сите, затоа Скопје има 50%, да нема парно остатокот на греење. струја и најголемиот дел пак на дрва. Еден податок за докторот, 30 до 35% од болестите се причинати од аерозагадувањето. Во сите овие години во просек околу 1300 животи годишно се губат поради аерозагадувањето. Така вели некоја студија проценки се тоа. И еве би го одговорил јас и делот кој што се вели за канцерогени материи, дека се повикуваме нели на тоа, сакаме да кажеме дека предизвикуваат рак. Но ако се разбие, смртноста е првиот проблем. Значи, првата последица од загадениот воздух е смртност. Има 3 групи на последици. Но првиот дел на последици кон здравието е зголемена смртност. Во период кога е покачено загадувањето, имаме зголемена смртност. И разложено сега од што настапува таа смртност. 40% е од срцеви удари. Значи 40% од загадувањето што предизвикува смртни случаи се должат на срцеви удари. Следните 40% од таа смртност се должат на мозочни удари. Околу 10% смртни случаи од компликации на хронична белодробна болест, 5% се должи на белодробен карцином, и тука го разбиваме митот за канцерогени материи, и околу 3% се во акутни респираторни проблеми кај дечиња. Значи, смртноста која што настапува како директна последица,
Како директна последица на аерозагадувањето, 80% е мозочни и срцеви удари. Пред се таму удира загадувањето. На крвните садови. На крвните садови и затоа се кажува дека кој е населението кое што треба да биде најмногу да се внимава. Хронично болните, возрастните, луѓе кои што веќе имаат атеросклеротични промени, луѓе кои што преживеале еден срцев удар или еден мозочен удар. Тие се тие луѓе кои што треба најмногу да бидат заштитени. И има уште една голема група на која што многу треба да внимаваме, бремените жени, бидејќи директно загадувањето на воздухот, јасно е, води кон прематуритет, односно кон предвремено раѓање на децата и зголемување на доенечката смртност. Значи, има многу проблеми, но канцерот не е на врвот. Канцерот е при дното од проблемите од загадувањето. Еве невладината мајка и дете во изминатите години, ако не се лажам, меѓу другите барања беше и да се забрани да се запрат училиштата, да запрат наставата неколку дена во оние денови кога загадувањето е енормно. Таков случај, ако добро паметам, имаше само во 2013 година и тоа само неколку дена се советува училиштата да ги ослободат децата од настава, бремените жени да се ослободат да не одат на работа. И тоа беше неколку денови во пикот на загадувањето. Што мислите за тие такви условно кажано радикални мерки или чекори, односно на прогласување на некој начин на вонредна состојба кога училиштата не би работеле, кога не би се користел, освен јавниот превоз би било забранета употреба на возила или возила за итна? Може да се земат другите градови. Например, во Пекинг имаше само државните коли може да се движат во тие денови кога е загадено енормно. Значи има такви не и фабриките не можат престануваат со работа. Имаше децата не дека не одат во училиште, туку имаат специјални места кај што се учи како балони, кај што имаше прочистувачи на воздухот. Далеко сме ние од Кина. Да. Како држава може да си дозволиме ние вако нешто? Мислам во смисла на по-ригидни мерки кога станува збор за превентива од аерозагадување? Видете, тука на потек треба да бидат градските власти и нивната политика. Тоа не може да биде генерална политика. Сега да кажеме децата во Штип не треба да одат на училиште, затоа што децата во Скопје не одат на училиште, бидејќи во Штип нема загадување. Така да тука е процена на властите и колку тие можат да помогнат да организираат превоз до училиштата, ако тоа можат да го направат, да не се користат повеќе возила. Тоа е начин на организација која што една година системски треба тоа да се организира, за да може наредната година, доколку се случи, да функционира. Прашањата се системски. И системскиот приод на решавање на тие проблеми, како што реков, ќе даде резултати, ќе даде вистински препораки, вистински мерки. Тоа што вие го начнавте дека не треба да има политизација, туку треба да се слушнат експертите и да се верува во тоа што институциите ќе го Во превземат. таа смисла затоа изгледаат смешни оние мерки дека ќе поскапеле паркинзите во центарот на Скопје за помалку се возила. Видете, ако дозволите, добро е да има мерки кои што допираат до општата јавност од педагошки аспект. Заради тоа што на јавноста и на сите нам треба да ни биде јасно. Ние го создаваме како граѓани. Ние, грејќи се, возејќи се, движејќи се, ние го создаваме загадувањето и ние истите сме жртви на него. И треба да биде јасно дека мерките кои што ќе дојдат, ќе бидат скапи, но и непопуларни. Значи, однапред, затоа добро е да разговараме на овие теми. Да се спремат граѓаните дека мерките нема да бидат популарни. Но ако во минатото, јас паметам бев дете, но ја користевме мерката пар-непар од економски причини во тоа време, нели? Така беше, имаше криза. Да, така беше. Зошто не би можеле пар-непар да биде и мерка како со години на нас се избегнува таа мерка, сега и новиот градоначелник на Скопје вели пар-непар не би дало такви резултати очекувани. Јас се сеќавам минатата година и предминатата година кога бев во Министерството за животна средина, председателот на Комисијата за животна средина, мислам на сегашната владеачка партија, држеше секој ден пресконференции на кои што ја предлагаше таа мерка и јас мислев дека се заснива на релевантни анализи. Иако ние во Министерството заедно со финската агенција, односно Управа за хидрометеоролошки, работевме на тоа заедно со Министерството за внатрешни, да можеме да ги попишеме сите возила, да ја видиме староста, начинот, типот на користење на возилата, за да може да се направи анализа и заедно со Министерството на внатрешни работи, здравство, животна средина, широко се дебатираше со градските власти и градоначалникот Трајановски беше спремен тоа да го примени, меѓутоа требаше да се измени законот за сообраќај.
Не беше тоа воопшто нешто што градската власт треба да го направи. И тој закон како таков беше предложен во собранието. Зошто сега не се предлага, јас не знам. Не знам зошто не се предлага и не знам дали ќе има ефекти. Значи, сериозно не знам лично, не можам да ги лажам. Јас сакам професионално да продискутирам, меѓутоа гледам дека не се предлага. Јас не сум експерт, не сум ни лекар, не сум ни експерт, но толку информации читаме последно време, мислам дека повеќе јасни ми се работите не како претhodно, како кога не бев заинтересирана. Сега имам сакам многу работи да кажам, со кратки зборови ќе се обидам сите. Прво, не треба да се генерализира. Не може да биде само во грејната сезона. Тоа не е вистина. Во грејната сезона има повеќе фактори, климатските фактори, нели, останува димот доле. Сигурно дека загадува. Тоа не е баш така како што вие викате. Што направивме ние? Да кажете кое не е баш така? Грејната, само во грејната сезона. Е најголема причина. Ние имаме во лето кога имаме високи пикови. Значи кога загадувањето пак А од што тоа вие докажавте дека е? Па не, од вашите... Не, ама вие што мислите, зошто во лето се високи пиковите? Не знам, тоа индустрии, не знам, се палат гуми, такви работи, тоа инспекторијата. Или депонија чади неколку дена поред. Депонија чади, сигурно. Затоа ќе ми кажете кој град и јас ќе ви кажам од каде биле тие пикови. Јас зборувам за Тетово. Сега што направивме ние во Тетово? Реков, не е стручно, лаички, но многу ефективно. Ние зедовме мерачи, купивме мерачи, многу се тие ефтини се и плюс ги тестиравме во Швајцарија, после ги донесовме тука. И ставивме мерач таму кај што има куќи и сите во околина се греат со дрво. И ставивме мерач таму кај што нема куќи, во значи во индустријскиот дел на градот, кај што никој не се грее со дрво. И бројките беа многу интересни. Ние на крај на денот пак имавме отприлике просечно исто. Тука морам да се вклучам. Во деловите, во градскиот дел, загадувањето почнуваше од 6 наутро. Значи, кога почнува да се палат ќумбињата. Додека во индустријскиот дел, загадувањето почнуваше после 12. Значи, не може да се генерализира. Ние се обидуваме, сега имаме 3 такви мерачи, да мапираме кај се тие загадувачи. Ова ние лаички, ако можеме да го направиме, зошто државата за 10 години тоа не успеало да го направи? Мислам, овие се смешни. Само да довршам. Да, морам да се вклучам. Значи, ми дозволите сега, вака. Мене загадување на воздух ми предаваше професор Кутракис, кој што предава на Харвард, загадување на воздух, и кој што е еден од светските авторитети. И од него сум учел динамика и методологија за како се следи загадувањето. Сакам да ве поучам, не сакам да ве нападам. Апсолутно, не сме тука за... Дозволете. Значи, ако прочитате на интернет, тоа не ве прави стручни да тргнете потоа на терен да утврдувате. Самата статистичка анализа, знаете ли колку е комплицирана? Прво, значи треба експерти кои што треба да ви ја направат. Прво, второ, техничарите кои што треба да се подготват да работат со самата апаратура, треба време да се едуцираат. Вие тој филтер со рака не смеете да го фатите. Го фатите ли филтерот со рака кој што се става внатре, вие сте го контаминирале. Значи има на памет ви кажувам, од огромна наука ви давам само мали делови. Само да... Дозволете. Александр, вие зборувате за методологијата сега. Ама не можете да носите заклучоци ако методологијата ви е погрешна. Само да ви... Не. Само да ви кажам уште нешто. Дозволете. После излегуваат во јавноста вакви дезинформации. Не, вакви дезинформации излегуваат во јавноста и луѓето се убедуваат дека не било од воздухот, дека не било од загадувањето од печките, дека било од ова и станува вака во главата на луѓето. Значи не може нестручни лица во Македонија, секој мисли ќе скрола малку на интернет, ќе чита малку на Facebook, не сакам на вас. Општо зборувам. Значи не се станува стручен преку читање на интернет. Стручен се станува кога на соодветна институција човек ќе учи, ќе се едуцира, ќе заврши факултет, магистратура, една, друга, трета, ќе мери и врз основа на тоа можеби ќе биде кандидат за да биде примен во некој од тие кругови.
Ме разбирате? Не сакам да ве нападам. Да, се лажете Само и уште- себе, уште не, се лажете и апсолутно, себе, да. ја лажете и јавноста. Извинете што морам толку силен да, збор да Само, употребам. уште- Значи, уште не не, може не, вака да не, се не, носат заклучоци. Само уште нешто. Не може вака Да да... дадеме Не сте Ние вие меревме единствени. ваку, ние меревме таму. Види, ние Александар, да ја дадеме збор на- вие не сте единствени што сте експерт во оваа држава. Фала Богу. Дечкото што го направи анализите има завршено докторатура во Калифорнија. Честито. И самиот работи во Швајцарија како постдокторатура има завршено во Швајцарија, значи немојте така Тоа ме да радува. Да, немојте така да Вие сега го обвинувате. кажавте тоа. Да. Претходно кажавте земавме, отидовме, меревме кај куќите, меревме Па таму. сега не можам Ме ја разбирате? детали Да, тука добро. да кажувам, Не, се да не сте- работи. да не Јас се занимаваме морам да со реагирам. методологија. Јас морам да реагирам. Така да речете, немојте да го лажете народот, не е вистина. Ние Дур не како... ја видам студијата, дур не ја проанализирам сам. Нема проблем. Ме Нема разбирате? проблем. Само уште нешто ве молам. Ние тука граѓаните не сме да направиме студии. Вие па не земате праве- плат. па не правете студии. Ние зошто сме се активирале, зошто 10 години со ред има проблем А студиите. институциите не направо ред. Тога тоа ви е, Да. овој аргумент Тоа- ви е на место. Сигурно. Овој И аргумент. зато Кога ја, институци, знаеш, да. тука сте во право. Ја многу би сакала да одам во библиотека таму кај што работам, И да си работите во уживам, да библиотека. си читам Така е. мои книги што ми се омилени. Тука сте во право, тука се согласувам со вас. Но бидејќи видов, мислам, осетив во моја кожа дека ситуацијата не е како што треба, јас се активирав Во ред. со мои лични финансиски Така. колку што И во можам. тој дел сте во право и ве разбирам. А јас сакам да се надоврзам Ајде. на вас, зошто не поставивте мерачи близу депонијата? Ставивте ревелите Има. во делот кај што се куќите, во делот кај што индустријата и што е од и тие. таму, и таму. Што е разликата во депонијата? Во депонијата не излегуваат, еве експертите нека кажат, иначе ќе ме критикуваат пак дека не сум експерт. Во депонијата кога се распаѓаат ѓубрето, тие се гасови кои не Тоа е е исто чист пиен отров. честички. Да, тоа е чист отров таму. Тој Од чист депонијата е канцероген чист отрови. Значи не е исто пиен честичките, Така е. прашината и загадувањето од депонијата не се И нема да ги две фатите на различни. тој мерач, нема да го фатите. Да, Тој газ нема да го фатите. да, тие се две различни. Значи меражите ние што ги имавме беа за Така е. прашина, а таму има гасови. Може требаше јас да како модератор на оваа вечерва дебата да ги поделам деловите, прво да зборуваме за индустрија, па за сообраќај и на малку крај се, за Да, до и моето грејење. длабоко Интересно, да. Да. Но да не испадне вака, но еве интересно е во секој случај, господи Липиткова, сакавте да се надоврзате Јас нешто сакам да на се надоврзам дека секогаш во животот сум ги почитувала институциите и тогаш кога правеле напори нешто да поправат и да ги критикувам кога не прават напори. Да истакнам, меѓутоа, сето тоа што ќе го кажам пред граѓаните да се толкува на факти и податоци, за да не направам забуна кај нив. Тоа е уште пострашно кога изнесувате неточни податоци, отколку кога молчите. Од тие причини државата има мониторинг систем воспоставен, направен од германски експерти по методологија, каде што се прави во секоја сериозна држава. Министерството за животна средина последните години работеше дополнителни анализи во Тетово, во Скопје, во Струмица, Куманово и одредени други градови. Од таму произлезе да се носат одредени мерки и заклучоци. Најнедобро е, најнеблагодарно е да се прават и да се поставуваат станици ако тие не се засноваат на методологија која што ќе дава мерливи, точни параметри. Тогаш се прави забуна. Тоа мора да го прават луѓе кои што, како што кажа Александар, тоа професионално го работат и потоа во професионална акредитирана лабораторија да ги потврдат резултатите. Да напоменам за граѓаните, во Тетово мониторинг системот има 2 станици. Меѓутоа, исто така да потенцирам дека 3 години мобилните мониторинг станици што ги имаше Министерството за здравство во континуитет беа поставени во Тетово за да можат да ги мерат состојбите и да ги компарираат, а исто така да ги мерат и хемиските полнежи и ги анализиравме во Виена, во Словенија, се додека не се акредитира лабораторија во Македонија. За ваша информација, во регионот, освен во Љубљана, дури во земји членки на Европската Унија, како што е Хрватска, ако сега тоа го направиле, нема соодветна акредитирана лабораторија која што мери вакви параметри, го мери хемискиот полнеж и ги мери останатите состојби. Што ни вреди таа лабораторија што имаме ние кога пак сме на врвот таа на лабораторија, видете, јас, како што го кажа Александар, граѓаните на Република Македонија, без разлика која власт да биде, не може да очекуваат помрднување на состојбите, посебно во Скопје, ниту за една сезона, ниту за еден месец, ниту за една година. Системски е проблемот. Констатирано дека клучно е грејењето на домовите.
и главно во Скопје, Битола, Куманово, Тетово. Ако е тоа така, Но ако не што смееме тоа да треба да правиме компромис направиме? со здравјето на Тогаш- луѓето и на нашите деца, нели треба да Тогаш издвоиме тоа го најмногу кажам, пари во буџетот најмногу за пари, субвенционирање на најмногу пари. со Значи, пелети? ние минатата година, кога ги правевме анализите, во програмата на таа влада влезе да животната средина ги добие најголемите пари. Затоа што требаше да се субвенционираат повеќе од 20.000 семејства само во Скопје. Градоначалникот Коце Трајановски во својот буџет за 2017 година обезбеди огромен број на средства што сега се на располагање. Може да се стават во функција за набавка на печки на пелети за пелети, бидејќи сега јас секогаш студија што се работи во Министерството за економија покажа дека ако се грееме на печки на пелети и на пелети, тогаш и дома во домашни услови и надвор состојбата е исто како да се грееме на газ. Настрана од тоа што тоа е се автоматизирано. Од тие причини било која влада, кога веќе тоа е констатирано, во своите буџети за наредните години, во овие градови, мора на ова да го носи најголемиот товар, односно финансиски најмногу да издвојува средства. И морам да истакнам дека таму каде што можеше да интервенираат општините и градот во гасификација на училиштата, на клиничкиот центар, тоа во Скопје се направи. Значи, исто тогаш алармиравме дека тоа треба да се прави. Индустријата на некој начин се оспособи да биде соодветна со она што го бараат најсовремените техники. Сега на потек сме секој од нас поединечно. Ние во тие мерки кажавме тогаш дека дрвото кое што се користи за огрев мора да биде со максимум 15 до 16% на влага. Влагата е клучниот фактор за она да се прави жгура и да пием частичките се во енормно зголемување. Недоволно исушено дрво? Недоволно исушено дрво. Апелиравме постојано, не знам колку пати јас сум излегла на телевизија да кажам апел до граѓаните, Тоа е набавувајте индивидуално го. или може Македонски шуми како јавно предпријатие да направи нешто? И така, меѓутоа индивидуално апелот е само да Александар, една реченица. Дрвото да се набави порано и да се дозволи доволно да се исуши. Ќе појдете во европските земји, таму сите дрва, каде што знаеме земји кои што користат дрво за огрев, сите се покриени во сушари со провев. Во Република Македонија појдете, сите дрва се надвор. Дали е тоа во зградите, не знам што е поривот, а сите се жалиме. Секој поединечно треба да дадеме придонес за да направиме за општото добро најмногу. Ако ме прашате мене, првата мерка апсолутно, малку да излеземе сега од медицината, но сепак сум магистар по јавно здравје и можам и на оваа тема да зборувам. Ако веќе зборуваме за која е првата мерка, значи најмногу загадување според студиите кои што се години наназад правени е од загадувањето кое што потекнува од греењето. Првата мерка треба да се однесува на греењето и конкретно на дрвата да се исушат, огревното дрво да се исуши. Тоа треба да биде алфа, од тука треба да се почне. На кој начин? Како да бараме тоа од луѓе, од индивидуалци, ако тоа не го прави јавното предпријатие? Прво треба да го направи, прво треба Македонски шуми да спроведе таква, прво кога ги собираат дрвата да ги става долг период на сушење. Тоа е првото нешто кое што тие самите треба да го направат. Макар и една година однапред да ги земат. Прво. Го прават ли тоа? Еве вие вете Министерството за животна средина. Тоа беше мерка што беше до нив донесена и тие мореа да почнат оваа година да го прават и нека почнат. Тоа е прво. Второ, треба да почне една кампања која што на луѓето ќе им се објасни дека дрвото треба да се суши. Такви кампањи се водат во Соединетите американски држави, во Канада и на низа други земји далеку понапредни од нас. Словенија, Австрија. Значи како се суши огревното дрво, како се реди, како се суши. Еве го делот што кажав дека и граѓаните имаат своја улога во тоа. Трето, дури и дома, кога ќе се донесе дрвото пред да се стави во печката, треба да постои малку до нејзе, со цел топлината да го натера да испари дополнително. Значи, кога ќе се спроведат мерките од тука треба, според мое длабоко убедување, треба да почнат, но треба да се сеопфатни и уште нешто што зборува многу лошо за нашето општество, за сите. Не сакам никого да нападнам, ни невладини, ни власти, ни академија. Ние, за жал, видете кога разговараме на оваа тема. 15 ноември. На оваа тема треба да се разговара во 15 март, април, мај, јуни. Цела година оваа тема треба да биде една од доминантните теми и во јавниот простор и значи општо оваа тема треба да биде се присутна надвор од периодот на грејната сезона. Ние овој проблем почнуваме да го дебатираме од пред 15 дена.
го исцрпевте грејењето како таргет И мерки што треба да се мора направат тоа и да гасификација. кажам. Да. Тоа е- Абдулаки, вие откако Југохром е затворен, дали сега во вториот мандат на актуелната градоначалничка очекувате конечно решение на депонијата? Што е вашиот фокус сега на активности? Па, депонијата е решена и мислам така беше и пред изборната кампања. Мислам ветено беше дека нема уште еднаш да имаме депонија, тоа што многу е важно за нас, граѓаните во Тетово. А за Струга не мислите, само за Тетово мислите? Па јас немам многу информации за Струга, не можам да зборувам за Струга, иначе треба и за битолчаните, таму е рек Битола што Па раби, исто. значи треба За за Струга, депониите кога за депониите, збориме. да. Мислам не сум ја соодветна за Да, нив, локално си сигурно. гледате Локално, во Тетово и- Кажам, дали да. само локално ги гледате? Не, ние како сме на- локално и Да. преку коалицијата нормално дека и државно функционираме, но моментално зборувам за депонијата кај нас. Има направена една студија во Институтот за животна средина при Универзитетот на Југоисточна Европа и таму е докажано дека од 13 до 16% од загадувањето во Тетово се од колите. Донесовте закон да се увезат стари коли од Европа, па ние тука станавме депонија на стари коли. Мислам и тоа е факт дека влијае во тоа. Еве еден потаток, 453.000 возила регистрирани лани, Да. од нив околу 200.000 се на дизел гориво. Значи, без Тоа малку е, пола. да. Да не действуваше во загадувањето колите, немаше нигде во светот да се оди на електрични коли или не знам да се забранува дизелот и такви Но факт е дека своевремено па се обнови возниот парк на тој начин. Претходно имаше уште постари да, коли. сигурно беше Меѓутоа, добро. јас морам уште еднаш И да истакнам, само да само ова, завршам. дека го кажав тоа еднаш. Ако возилата, и сакам да дебатирам со експерт од ЈЕИ, учествуваат со толку проценти, не знам како дошло до 15 тоа. до 16%. Да, 15. тогаш 13 до зошто 16? NOx во Тетово, да ми одговорат, не е над дозволените концентрации? Тоа со експертите Добро. ќе А еве се сега. Довршите, ја мислам за дебатирате и нашиот проблем моментално е јавниот транспорт. Мислам, ние немаме уопште јавен транспорт, така што и да сакате пар, не пар или не знам стари коли да треба нешто Нема да решение, давате така. на луѓето па да земате. Не е само мерки, препораки, такви вакви. Мислам, Има вие сте визија за професори. решавање на тој проблем? Вие сте професори, вие знаете подобро, не е доволно, јас секогаш се повторувам, не е доволно студентот да учи за испит. Мислам, не е доволно тие студии и тие препораки што се дадени. Мене ми е важно дали положи студентот или не, дали имам чист воздух или не. Тоа што е направено, што е анализирано, јас сакам да имам резултат, да видам. Значи, јас сум лаик, јас само сакам да дишам и ништо друго. Очекуваме, ветено е А пред имате избори. забелешки за урбанизацијата на градот? Имаме, да, и тоа е големо влијание бидејќи ветерот, значи строењето на ветровите, тоа е голем проблем, но тоа е последно нешто што може да се направи. Се тие згради не можат да се рушат, полесно може другите Да, но може да се спречат идни градби во да, смисла на... тоа е веќе, да. Ве молам за уште една пауза за реклами, останете трпеливи и на оваа фреквенција влегуваме во завршниот дел од вечерашната емисија. Продолжуваме со емисијата Прашање за доктор Митов. Има ли мерки кои можел секој од нас лично и ние како граѓани да ги преземеме во смисла на заштита лична? Така. И за да се ја зголемиме или во смисла на зголемен имунитет, како да го засилиме имунитетот во овие денови, или пак ќе продолжиме да играме руски рулет со аерозагадувањето и тоа е тоа. Немаме избор. На две работи човек лично може да влие. Загадувањето е тоа. Го знаеме, во него сме. Што можеме да направиме? Прво, можеме да ја намалиме така наречената лична експозиција, односно изложеноста лична на загадувањето, и второ, механизмите за одбрана телото природни кои што ги има физиолошки, нив можеме да ги зајакнеме. Да ги стимулираме. Да ги стимулираме. Значи седење дома повеќе. Првото е седење дома повеќе, носење маска надвор кога сме. Најобичните од аптека? Најобичните 10 до 15% само, но колку се пософистицирани, толку повеќе може да фатат. И најобична нека е ако пософистицираните се поскапи, По пократко време се изложеме, колку толку ќе намали. Па и шалот Па и шалот од Саба или он ќе направи некоја работа. Само големите
честички, Да. не и тие малите. Најмалите не може, Да. но затоа реков еден многу мал дел. И доколку сме во возилото да биде затворена циркулацијата да циркулира, а внатре во домот кој може да набави прочистувач на воздухот. Тоа се мерките кои што се однесуваат на намалување на личната изложеност. Второ, доколку веќе зборуваме за зголемување на природниот имунитет, оти нашето тело не е туку така оставено да не може да се брани. Има еден тенок слој на флуиди, на течности од почетокот на нашиот нос па до алвеолите, кој што целосно го обложува нашиот респираторен систем. Тој тенок слој е богат со антиоксиданси и хемиски материи кои што кога ќе налета ваква субстанција може донекаде да ја неутрализираат. Само донекаде. Но зголемен внес на витамини, на витамин С, зголемен внес на круциферозните зеленчуци, како што е, например, зелката, карфиолот, брокулата, дефинитивно, и тие влијаат. Потоа зголемување на внесот на витамин Д. Има неколку, значи, работи кои што ние можеме да ги направиме, не само да го намалиме изложувањето, туку и да го појачаме имунитетот и конечно зголемен внес на витамин С, тоа морам да го нагласам неколку пати, бидејќи најдено е кога јасно се зголемува внесот на витамин С, тогаш и во тој тенок слој на течност што го спомнав, расте концентрацијата на витамин С и може да бидат пресретнати еден добар дел од тие материи и да бидат на тој начин неутрализирани. Значи, не сме целосно безпомошни, треба да се заштитиме, да се затвориме од загадениот воздух колку што можеме повеќе и здраво да се храниме со цел да го зајачаме природниот имунитет. Господи Липиткова, вие да сугерирате нешто на надлежните во смисла на мерки што ќе дадат побрзи резултати, како слично на ова што го спомнавме со стимулација, односно субвенционирање на грејењето со пелети. Субвенционирање, намалување на цената на градскиот превоз, да се мотивираат граѓаните да го користат градскиот превоз во поголем број и еве да не се зголемува акцизата на бензините, за да не се качи цената на бензините, за да може, бидејќи кога се возат во зимски услови со PM честички, во тие услови изложеноста на PM честички е помала и што помалку кога е високо нивото на концентрација на PM честички да излегуваат надвор. И друго е, како што го кажа и Александар, мислам дека јас го напоменав, да ги сушат огревните дрва, макар и во услови домашни, значи да ги стават покрај оганот пред да ги употребат, сето тоа ќе влијае и на внатрешното загадување. Верувајте дека доколку дрвата што ги користат за загревање не се добро исушени, тие влијаат на зголемување на концентрации на гасови кои што не се благопријатни за здравието и во домашни услови. Ние сега викаме задржувајте се повеќе дома, а дома не користите огрев соодветен и за молница е ова до нашите граѓани. Максимум, нека се субвенционира таму каде што некој граѓанин ќе пријави дека се грее на улје прегорено. Тоа е нешто што е најопасно. Тоа алармиравме минатата година, не може да влезе ни една градска власт во домовите и да му каже на граѓанинот не се грее на таков или таков тип на огрев, меѓутоа за молница е самите граѓани кои што се греат на прегорено улје, тоа е најканцерогеното нешто, таа органска компонента. Дури за нив самите? Дури и за самите нив. Не се грејте, градските власти, доколку докажат дека тие економски не се способни да користат друг огрев, нека субвенционираат. Од друга страна, тоа влијае и на самите нив, и на околината. Така да тоа се некои такви превентивни мерки и од друга страна исто она што е да се набават електрични автомобили, може тоа да се направи во текот на оваа година, јавниот превоз да се зголеми во одредени градови, Тетово, Битола, Прилеп, Куманово да имаат што по голем број на автобуси кои што ќе извршуваат јавен превоз за да се намали притисокот. Значи има сет на мерки што сега можеме да ги донесеме и нешто што е многу важно. Во сообраќајот да се исклучат, тоа минатата година се препорачуваше и се правеше, оние возила кои што се многу стари или оние кои што носат цемент, малтер, стари камиони, значи кои што не се автомобили, да не се сообраќаат во центарот на градот. Кокочат сообраќајот и прават вистински хаос и загадување. Господи Абдулахи, можеме да копираме некое светско искуство? Во смисла, вие сте како невладина комуницирате со да копираме некој пример од светот што дал резултати и што бил успешен? Ја читав негде Мексико Сити. И Мексико има, и Лондон го имаме, и Пекин го имаме, мислам сите тие. Што би било применливо во наши услови нешто од нивните искуства? Во наши услови моментално јас моја препорака лична, мислам дека е
инспекциите треба да бидат многу активни и дење и ноќне. Тоа е многу важно. Тоа е многу И важно. да бидат поригорозни. Во смисла дека бевте многу попустливи со големите загадувачи. Сега зборувам со индустријските капацитети. И малите загадувачи доволно, мислам, загадуваат. Имаме бе интегрираните дозволи повеќе загадуваат. Локалните и тие локалните многу загадуваат. Сега притисокот е од нив најголем. Да, и плюс имаме запалено улје, тие што работат во механичарски, мислам, тие може да се идентификуваат многу лесно со инспекции. Мислам, тоа е нешто со градските, па и државни власти. Да, меѓутоа градските инспектори можат во секој момент да влезат. Ингеренцијата има. Да. И што сакам да наведам сега, што е денеска што прочитав, дека од буџетот е намалено буџетот на инспекциите за животна средина. Мислам, тоа е многу нешто, денеска инспекторатите сега се како независни тела. Тие не си во рамки на министерството, туку се веќе 2-3 години, па можеби повеќе како совет на инспекторати за да стекнат своја независност. И не сум информирана за тоа, меѓутоа знам дека Инспекторатот за животна средина искористи еден голем европски проект кој што го направивме, набива и возила за сите инспектори нови, опрема за мерење и така натаму, така да тие можат и како повеќе да бидат мобилни и уште еднаш апелирам, ако ние не сме го направиве, тоа било грешка, поголем дел на инспектори можеби и ќе заминат или заминале во пензија, да се зголеми бројот на инспектори, особено во Скопје, не само од Инспекторатот за животна средина, туку од сите општини, бидејќи законот тој им го дозволува. И тоа е нешто што може да се прави и да се влијае кај граѓаните, посебно во делот на сообраќајот, за да немаме таков сообраќај кој што врши дополнителен притисок на загадувањето. И што е многу важно за децата, мислам, тоа треба да биде во државно ниво. Мора сите деца во тие места кај што е загадено, мора да носат маски. Сега ја на моиве деца им купувам маски кога излегуваат на улица, вика, другарите ми се смеат мене. Значи тоа треба да биде институцијално. Маските, кампања да се направи, тоа да биде, не знам, да субвенционираат маски, тоа е најлесно. Се знаат учениците преку школи, мислам, тоа е нешто. Самите училишта, преку самите училишта, тоа е нешто многу едноставно, а многу ќе помогне. И плюс ќе помогне, значи и децата ќе бидат заштитени, но и ќе имат веќе представа дека има загадување, дека треба да се бориме против загадувањето, дека треба ние сами нешто да направиме. Мислам, овие се мали детали, а многу влијание имаат. Тоа гледав во прилог на тоа дека ја поддржувам оваа мерка како таква. Ние имавме сега некои надпревари за уметничко лизгање и гледав дека во салата во Кина и во Јапонија внатре во таму каде што се одржуваат надпреварите, луѓето носат маски. Така да тоа не треба да биде баук некој. Еден апел од сите нас, дека оваа препорака и минатата година се даваше, меѓутоа некако граѓаните се повеќе се ослободуваат, посебно во Скопје. Претходно господја Абдулахи ги спомна балоните со кислород, така беше? Тоа и во Европа некаде. Доктор Митов не ја спомна шара како алтернатива за тетовци за викенд, да се качат на шара, таму е почист воздухот. Дефинитивно. Ама да не ја претворат во буништа. Што да правиме ние во Скопје? Водно? Дали е водно? Водно? Да. Но има некоја теза дека на средноводно смогот е уште проблем? Ќе го поминеме средноводно, ќе одиме до крстот. До крстот, значи горе. Најгоре на врв. И Скопска Црна Гора е тука. Има и други алтернативи места. Матка е тука. Скопје има простори каде што граѓаните можат да отидат за викенд. Значи поголема превентива и користење на секој момент за прошетка во природа. И само заштита. Господја Абдулаки, господја Липиткова, господин Митов, ви благодарам на сите што одвоивте време, особено вам, господја Абдулаки, бидејќи дојдовте од Тетово вечерва, специјално за оваа дебата и специјална благодарна за вас за тоа. Благодарам и на вас. Се надевам дека ќе се видиме во следната пригода, ќе го послушам вашиот совет дека можеби вакви дебати треба да се прават почесто и не само во текот на грејната сезона, кога загадувањето од која ќе заврши грејната сезона. Се видиме повторно во март. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте, останете на ТВ Нова.